Оризопроизводителите од Пробиштипскиот регион се незадоволни од годинашнава реколта. Најавуваат дека турските семиња ќе ги заменат повторно со старите и проверени, кои им даваат подобри и поквалитетни приноси. Оваа година даде многу послабо. Лани даде по 20 вреки, сега даде по 12. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарото семиња. Има Монточели, сите тие други, овој ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме допринес. Цената за оризо е многу слаба. Народот кажуваат, вика вака, викат. Подобро ни треба, вика, да ни дајате субвенции, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Герасимов забележува дека годинава жетвата на ориз ја завршиле навреме. Немаат проблеми со дистрибуција на водата до нивите. Засега, според него, во селото Пишица нема оризопроизводители кои се изјасниле дека наредната година нема да го посеат белото злато. Не, кај нас нема. Моментално кај нас нема Пишица. Слушам дека таму Чешиново Блешево и мало. Треба да сака да го откажат, али тоа што трава една има сега која се оздоле подметна се и не може да паѓат овие плевелите, идат нагоре, оризо не може да расте и така. А иначе ние имаме сега направено, сега кој ќе биде ово планот и што ви изгледа, сакаме да бучиште овие тука дека садат детелини, да се скопат јазовите и така. Жетвата пак во Кочанскиот регион се уште трае. Според проценките на оризопроизводителите, ожнеани се над половина од засеаните околу 5000 хектари под ориз.